Од она што можеме да услушнеме од колегите советници од опозицијата по точката на дневен ред е како успешната политика и реализацијата на буџетот во време на владење на ДПМНЕ, ВМРО-ДПМНЕ била многу добра, што сега е толку лоша и добро е што ВМРО-ДПМНЕ е останато во изборите во 2016-2017 година, кај што граѓаните му кажеа докај се. И секоја зборуваме, пошто се многу транспарентни, пошто на 3-4 си се договараат да ги нема, а кога сакаат ги има, да ги подсетиме граѓаните за се она што е направено или не е направено во изминатата година. А нив најмногу ги мачело ветувањата. Значи, она што ние сме го ветиле, па тие не знаеле како да му објаснат на граѓаните. Прво дека паушално имаме изговори во точниот број на долгот кој што се го спомна и градоначалничката и во она како општински буџет кој што ги покриваме долговите од претходната власт и до ден денес. Тоа е кога насуќе застаните или во нека одбрана во правниците ќе речат: слушајте, овој не е серијски убиец, само 5 души убил. Не е толку многу убиец. Или не се 10 милиони евра, како што велите вие, од СДСМ, од власта и коалицијата, задолжени бевме 8-7 милиони евра. Не е многу. Наместо да зборува дека парите останале во буџетот, дека ги искористиле, тие ги украдиле и за тоа па уште и кажува дека позитивно поминале. За работењето на јавните предпријатија се гледало преку преносот на средства кон јавните предпријатија, а забораваат да говорат почитувани граѓани дека сите јавни предпријатија беа со мањак, блокади и со долгови од милионски суми. Сите до едно, без исклучок. Каде што, например, па за нискоградба предпријатието, многу пати зборуваме, беа со милиони евра. И секоја позитивно работат, општината била крива, значи ги забораваат во која состојба ги оставиле. И дека биле блокирани, ама тоа се гледало преку процентите, пошто некои поединци сакаат да играат весела математика. Нивниот коментар е завршната сметка. Видете, вика почитувана власт, вие имате скромни 65% реализација. Да, ние имаме 65% скромни реализација, како што сакаат да навлечат и да говорат, да манипулираат колегите советници од опозицијата, но прашањето е кај се тие три останати 35%. Дали стојат во општинската каса или, како што вреше во времето на ДПМНЕ, тие 35% си ги делеа меѓу себе и беа во џеповите на ДПМНЕ. Да, почитувани граѓани, точно знаете. ВМРО-ДПМНЕ 35% беа во џеповите на сите поединци од ДПМНЕ, прв до последен. И за тоа си имаат судски процеси, за кои што е последниот говорник ни зборуваше дека не верувал дека судските процеси ќе завршат во оваа година, исто како што не верува и останати моќници од ВМРО-ДПМНЕ, ама се најдоа таму каде што му е местото и каде што сите оние кои што се огрешиле пред законот ќе се најдат. Затоа што време е да влада и правна држава, за тие останати 35% да бидат кај граѓаните, а не да си ги почитат како бројка. Изградбата на улици или инфраструктура, како што коментираат. Претходниот мој колега од власта зборуваше за градот, јас малце ќе зборувам за околината на градот, затоа што општина Битола не е само централното градско подрачје, туку и се останато. Ке тргнам према југ. Цел пат од Битола кон Бујстрица до Велушина е изграден и реконструиран. Заедно со паркот, споменикот и се останато што имаше како потреба во тој дел. Ама тоа за нив е ништо. Ама да ги прашате граѓаните од општина Бистрица, од општина Битола кои што живеат во Бистрица, во Велушина и останатите рурални средини кон тој потек, ќе ви кажат колку тоа значи и колку тоа потребно.
И дали сме им го ветиле и исполниле. Зборуваме за правецот кон исток, кон Новаци. Во време на ВМРО ДПМН ништо не изградено. Сега целосно реконструиран пат попатно до сите рурални средини кои што го носат тој правец. Спомнав колегата за Долно Оризар и лево веќе тука кон патот од Новаци која ќе се исклучите и Карамани. Тие почитувани граѓани во Долно Оризари направија 4 улици во 12 години мандат. Или тоа му уди на секоја трета година по една улица. Овие неспособните од СДСМ и коалицијата направија 14 во 3 години. Или што би рекле по 3,5 или 4 улици во една година. Значи ние што го правевме за една, нив му требаше 12 години. Сега кој е способен и кој како реализирал во проценти, проценете самите. Жителите на Долно Оризари многу добро знаат и добро кажуваат. Понатам ќе поминем на запад, на патот до село Лавци, изградени патот и водоводот. На патот до Брајчино и Ротино нагоре према за патот до Ресен, стариот пат на Ресен према запад. Ќе ја спомнам и обиколницата према север и влезот на општина Битола, во кој што се во комплет завршени особено обиколницата и со преградите, со заштитата и во делот на еколошката средина. Железничката пруга, за кој што без око да им трепне ги украдеа сите пари од членовите на ВМРО ДПМН, раководството кој што и ден денес го води оваа општинска структура, а е еден од главните предуслови за влегување на новиот инвеститор во општина Битола е токму таа железничка инфраструктура која што изгради. Во овие 3 години, односно во првата година и пол беше изградена, за која што новиот инвеститор кој што ќе вложи преку 50 милиони евра годишно со нови вработувања и кој што ќе значи капитална инвестиција за овој дел, и тоа како некој размислувал за тоа што треба да се направи. Особено морам да спомнувам за деловите на Арама 1 и 2 во улиците и зградбата на тие улици. Имено, претходната власт предводена од ВМРО ДПМН имаше една ситуација многу точна, многу конкретна. Ги зедоа финансиските средства земени од парите на граѓаните, од луѓето, од оние кои што цело време даваја за да си купат парцели во Арама, плаќаа за улично осветлување, си плаќаа за земјиштето, меѓутоа некој си им ги зеде без да праша, наводно ги однесол на друго место и ги вложил, зашто законски не е дозволиво, и нити ги вратил. Сега ова неспособна локална самоуправа предводена од градоначалникот и Наташа Петровска не само што ги врати парите и кредитот кои што го зедоја за изградба на улиците, туку и самите се изградени. А денес, ако слободно поминете во тој дел, ќе видите дека веќе оние кои што инвестирали и платиле за финансиски средства за изградба на згради, куќи и така натаму, веќе се во реализација. А тука е и започнати изградбата и на градинката, која што ќе биде една од најголемите во општина Битола. Со 80% средства од општина Битола, од буџетот на општина Битола, нормално со партнерски однос, кој што многу му помогна компанијата Кромберчувер, за која што секој советник и граѓанин, нормално како општествено одговорна компанија, им е благодарен. Зборуваат за образованието или што се вложило со годините во овој буџет и со процентите. Видете, ќе почнем од стручното образование. Техничкото училиште беше запоставено на завод на времето по секоја цена и под секој услов. За нови можност, примамливи студии, ама и пред се услови за изучување на учениците. Променето е во комплет, од дограма, од покрив, од подови, од влез, од услови, од спортска сала и се она што може да го донеси за потребите на техничкото училиште. Јас
Понатаму би сакал да зборувал и за земјоделското училиште. Исто така, тука, тоа земјоделско училиште беше буквална руина. Со паднат покрив, со уништени простори и училници и со буквално уништен инвентар за основни услови за работа. Сега, покривот е променат, дограмата е промената, инвентарот, подот и сите останати услови во земјоделското училиште се променати. Услови за учениците во стручните училишта има. Исто така и во медицинското училиште, за кој што многу пати зборувавме, дека само во јавните, во вецината, децата, значи кои што веќе преминуваа и во полнолетни, 18 години, имаа само едно веце на третиот спрат и како индијанци место врата со чаршав го затвораа вратата од вецето. Сега повеќе таа слика нема. Предадена беше спортска сала на медицинското училиште без затоплување. Сега во таа сала тренираат најголемите професионалци во спортот во зимните периоди кога минусните температури за она спортска сала за која што вие наводно подготвувавте котел или пак ќе правевте реконструкција, ќе ја носевте сека лига, ама не знаевте како да ја донесете. Дали преку карго или преку вашите квази експерти за спорт кои што го уништија спортот на секакво ниво, во смисла не само во Битол и во цела Република Македонија. Но тука не се изостави и останатите средни училишта. Гимназијата, горната гимназија во која што се промене училниците со интерактивните табли, со условите како едно од најстарите училишта, фасадата, условите во спортската сала, осветлувањето, деловите со затоплување и така натаму. Долната гимназија, имаме представник тука. Значи, како едно од најстарите објекти во кои што се одржуваат образовни процеси, од образовен објект кој што беше во долг 100 милион евра, почитувани граѓани, милион евра, дојде да биде објект со реконструирана капитална инвестиција или да има инвестиција за реконструкција на кровот. Повеќе да не им капи на главите на нашите ученици, односно на нашата иднина која што таму ќе се образува. А сметката нормално да биде одглавен и да работи позитивно онака како што треба нормално. За градинките мислам дека е повеќе од срамно да зборувате. Значи, многу наши колеги зборуваја во делот на градинките во минатите седници кога имавме нивните извештаи. Ни покажуваат слики од чучавци од дупки, каде што нашите најмили извршуваја потреби, своите потреби во чучавци, а сега се во најмодерни услови онакви какви што ги имат во своите домови. Може би не сите во своите, меѓутоа заслужуваат хигиена и достоинство, правилен развој на нашите деца. Од отраени дивцици до новите писони, креветчина, шкафови и цела опрема. И во градинките, и во сите останати, и во студентските домови, и во училишните домови кои што ги има. Тоа е неизбежно. Од распаднати џамави во градинките и до трајна дограма, до комплетна изолација и промена на крововите. Последна беше во градинката Вангел Мајорот, значи или Естра Овадија Марја, како беше под градинката Пролет. Подетално ќе ни образложи можеби директорката потоа. Дали било инвестирано, проценете вие. Од отраени машини и без хасап и хасал систем за нашите најмили, значи во делот на исхрана, каде што немаја фрижидери, туку му се носеше готова храна замрзната, сега имаат во сите градинки оно што им е потребно по најнов стандард. Таа е грижата и тоа е патриотизмот кон своите граѓани. Не во проценти, туку имаше пред неколку 4-5 години во дела, како што можевте вие да речите во една кампања, ама брзо заборавивте. Многу битно е делот кога спомнувате за спортот, а одлично ги го образложи градоначалничката. Минатата година во реализација на буџетот на општина Битола беа потрошени или реализирани 50 милиони денари.
а во сите години на ВМРО ДПМН е владење 5 милиони денари. Затоа резултатите во време на владење на ВМРО ДПМН во фудбалот беа во втора лига. Во ракометот беа за опстанок. Ракомет играе опстанок. Клубот немаше топки. Кошаркарскиот клуб не ни постоеше, ако го постоеше играше во втора лига, едва и се бореше за прва лига. Одбојка не имаше. А ако замисля дека некој спортски колектив го води некој член од СДСМ, тој беше на одстрел и убиство. За разлика од сега, без оглед кој каде и како го води, ги имаат максималните услови и подршка на општина Битола. Да не зборувам за куглањето, да не зборувам за училиштните спортови, да не зборувам за останатите делови во кои што во спортот. Само во една година, во првата, во втората, сега пред до ковид ситуацијата, секоја година во општина Битола се одржуваа од 8 до 10 државни првенства во спортски дисциплини. Во време на владење на ВМРО ДПМН во 12 години се одржаа едва и 3 државни првенства, од кои ниедно не беше во главните дисциплини, дали во фудбал, кошарка или ракомет. Денес немаме само платформата кога вие избегавте од гласањето, од кога еден ваш колега советник, наводно експерт, се уеше дека има добро знаење, па ќе бил грбот едиот напред, другиот позади, два ќе имал ракометниот клуб Пелистер. Па во централниот регистар некако ќе бил запишен, па не знам бојата што ќе била како ќе била и така натаму. Да играме и да гледаме меѓународни надпревари. Во спортската сала младост, за која што вие не верувавте дека има услови, па и ги убедувавте тогаш наивачката група дека е пријавена сала во Скопје и така натаму. Ама се излагавте. Сега немате лице ни пред нив да се појавите, ам камоли пред другите. Кошаркарскиот клуб 11-та утакмица поред игра во НБА стил. Над 100 кошеви разлика. Услови и потреби како што вие не можете да замислите во ваше време. Фудбалскиот клуб од половина милион евра да стигнеш да си во рентабилен, каде што се најголемите финансиски средства трошат, каде што е најскапата, би рекол, спортска играчка фудбал, да го донесите до нула и да и водите резултати. Тоа за вас се мисля на именка. Кај вас беше само продажба на утакмици и 7+ надпревари. Тоа познавачите на фудбалот многу добро го знаат. Ама денес ви го каже иконата на фудбалскиот спорт во Македонија. Пандев многу добро кажа и ви обкажа што се случува, а еден ваш тука колега советник беше дел од таквите општински сојузи кои што го водеа спортот во Битола, односно фудбалот, за кои што многу добро видовме и кажеа какви резултати допринесли, зад кого се криеле. Да не зборувам за останатите спортски работи, колегите доволно кажеа, а граѓаните имаат чест да уживаат во резултатите, само што дај Боже оваа ковид ситуација побрзо да заврши, да можат уживо да си гледат своите миленици, а нашите најмили да најдат свој, за да може спортот и натаму да се развива во поколенијата, затоа што во училишните спортови вие правевте смејурија во стилот на Владимир Талевски од реконструкција на салата во основното училиште Трифун Пановски. Сала во која не шајка, вие не знаете дека постои тоа училиште. Таму учениците, да замислите, од 9-то одделение, од 8-то, од 7-то, се соблекуваа во ходникот. Од пари од општината, значи од општинскиот буџет, од она што можеме да го видиме, се инвестираа во таа сала, во таа општинска сала. И сега учениците не се соблекуваат повеќе по скали, по ходници да се кријат или недолично. Ти имаат соблекувални, имаат достоинство. Имаат сала во која што можат да одржуваат час по физичко воспитување. Професорот има свој кабинет кај што ја чува опремата, а не да расфрлува или да ја отуѓува како што беше во претходно време. Прашајте ги, појдете, видете. И после ќе коментираме. Истото се случува и со останатите сали, и во салата во Климент Охридски основното училиште, и во Елпида Караманди, со терените во Кирил Методи, новите терени во Тодор Ангелевски, за кои што, пазете, ваши поединци ботови од
ВМРО ДПМН се радувате на новите терени во Тодор Ангелевски? Како да не се радуваат без спортски терен, изградба, реконструкција? Деца, младеж ќе се собира на нешто што е добро и ново. А нешто што некој 12 години не ни замислил да го потреба. Во Буковски ливади, значи имате подлога и во училиштето на спортските терени која што е потреба за најпрофесионални спортови избора. А таа е во потреба на граѓаните, на населението кои што живее, затоа што и таму има деца. Да не зборувам за сите останати училишта, редом да ви ги набројувам, да не ми замери некој сите во сите останати. Во Коле Канински дури го донесовте и премиерот во Пида Караманди, да му кажете дека паркето го лакиравте. Ама му ги оставивте вецината, децата да не можат во веце раце да се измијат, да ги извршат своите потреби. Па некој мораше да ги реконструира, да наврочи, за да личи на спортски комплекс, за да личи на сала. Онаква како што ја ставивте спортската сала, за да донесиме репрезентацијата и сите европски надпревари. Тоа го направивте во јавните предпријатија, во училиштата, во градинките, во основните, во средните училишта. Тотален хаос. И вие од тотален хаос говорите реализација за нови проекти. Вие старите ги уништивте, тоа што стоеше. И еден најголем споменик што ги имавме во културата офицерски, од што веќе така ви беше мерак да го уништите, сакавте да го продајте, а не да го значи да зборувате како што коментирале начелничката, топлотна изолација да му правите котелки му носеле во разурнат објект кој што сака да го продава. Такво лицемерие и таква ништивост никој не мог да се живее. И сега кој го имал на седници, гледам по Facebook статусите. Кога носевме одлука за основање на јавно предпријатие за паркинзи, со кој што им ветувавме на граѓаните дека ќе го направиме во предизборието и дека ќе биде поквалитетно од она што вие го нудевте во ваше време, тогаш ве немаше на седница цела опозиција од прв до последен. И не гласавте, не бевте тогаш. Затоа се има подобри услови за паркирање и тоа предпријатие работи рентабилно, во кое што немавте добро. За животна средина, исто така ве немаше, кога зборувавме за клима уреди, спомна колегата. Вие не верувавте, ќе му требало 4 години. Вие велевте да дуваат во воздухот, во божите сили, во ветерот и така натаму. Па еднаш колега си направен транспарент инвертирана гасна комора. Очо толку беше неинвентиран, се направи во инвентирана на апарати опозиција која се гуши во собствената безидејност и без квалитет да ги застапува граѓаните. Ама тоа за нив повторно ќе дојдат избори и повторно ќе му кажат каде и зошто им е местото таму каде што ми е. Исто така не бевте присутни и кога зборувавме за блокираните сметки. И гласавте за нашите позитивни сметки на јавните предпријатија, на сите граѓани, против. Почитувани граѓани, цела опозиција гласаше од ВМРО ДПМН, да се извинувам, гласаше против позитивните сметки на сите јавни предпријатија општински во општина Битола и училишта. А замислете, беа тогаш кога работеа во минус со милиони евра и гласаја за долгови, гласаја за борчови, гласаја за, тогаш беа тие истите советници таму на тоа место. За јавното осветление исто така ве немаше, ти немаше доверба во однос на Панде е лош, Панде не може да Синкир Панде ќе се качваше по бандери да го смени осветлението. Ама Панде го смена во цела Битола. Имате лето осветлување. Граѓаните имаат подобро осветлување од било кога во општина Битола. Тоа е факт. Сакале вие да го признаете или не, тоа кажува и по сметката потрошена за електрична енергија. И по квалитет, и по трајност. Прашајте и граѓаните. На таа тема, еден ваш тука економски експерт наводен, вика имаме реализација 8%, а во време на ДПМН имало многу висок процент. Па колкав е тој процент, поминете, прашајте ги, видете ги улиците, сликајте ги, разговарајте, ќе ви кажат и за процентите и за осветлувањето. Тогаш ќе ви се раздени многу поубаво и многу посветло, ќе знаете
до кај сте со осветлувањето. За економските ситуации, бидејќи како советник колегата во 2-3 мандати не успел ништо да направи за Битолчани, освен за себе, можам да кажам дека во Битола минималната плата беше 8.000 денари. Тој никогаш не работа за толку, јас сум работил. И многу други колеги советници. Сега минималната е 14.500 денари. 6.500 денари разлика. Кога зборувате за жабени и за тоа што го створивте таму, почетната плата беше 10.000 денари. Сега почетната 18.000 денари. Знаете зашто? Имаше и мерка која што ја донесе владата на СДСМ и коалицијата, за да секој онај пред ковид ситуацијата, кој што на повеќе за поголем број ќе ми ја покачи до 5.000 денари, државата ќе им ги исплати придонесите сите останати работи. Така вработените во Кромбер Чувер дојдеа до многу поголеми финансиски средства. Значи некој не е само да изградиш, туку треба да го државаш и мотивираш да остане и да вложи уште повеќе во својот капитал, кој што го оставил тука и кој што го вложува во Битола. Затоа е потребно да имате сенс, можност, меѓутоа и пред се да не бидете криминалци. Да не мислите само за сопствените џебови. Јас од она што може да го видам, да, може општина Битола да создаде и да створи уште повеќе, да изгради уште повеќе, и тоа, почитувани граѓани, не бегаме. Затоа со чист образ, со крената глава ќе излеземе пред вас дека ние, нити еден, не створил криминал, не ги украл парите. Има средства на општина Битола, таа е во функција, одговорно ги трошела градоначалничката Наташа Петровска парите, и она зашто не ги потрошила повторно транспарентно стојат и може да ги видите во секој момент. За разлика од време на ДПМН, кога реков многу од она што не исполнија и ништо не изградија, дури од тоа што остана го кладеа во мањак, односно во своите џебови. Тие не верувале во судските пресуди, не веруваше ни Груевски, ни Мијалков, ни Камчев, ни сите, ама полека сите си заверваа и ќе си се најдат во едно место кај што треба и каде што заслужуваат.